Градот Пелагонија или кралството на пелагонците е мистерија по која археолошката наука трага со вековина назад. Досега, иако се знае за неговото постоење, не се знае каде точно бил лоциран главниот град на пелагонците, ниту како тој народ потоа се изгубил од овие простори. Одговор на овие прашања се обидува да даде истражувачот и писател Тренчо Димитриевски, кој на вечерашното предавање во градската библиотека во Прилеп истакна дека со голема сигурност центарот на градот Пелагонија се наоѓал кај населените места Бонче и Подмол, каде се наоѓа кралската гробница, и врвот Висока, каде што пак се наоѓа неидентификуван комплекс на повеќе објекти. Инаку тоа го фаќало во постариот период археолозите, добрите познавачи се сложуваат дека сушност под поимот Пелагонија се подразбира многу пошироко од она што сега е Пелагонија. Значи сега е Пелагонија средниот тек на Еригон, долината и малку можеби подолу до Леринско, меѓутоа во постариот период под тој поим се подразбирала дури вика и целата територија на Македонија. Што зборува тоа? Тоа зборува дека всушност откривајќи ги белезите, културата на Пелагонското кралство, ние всушност ја откриваме една основа на една многу стара култура на која што се базира повеќето сегашни заедници, држави или порано кралствата. За мене е скоро вака доста чист факт дека, или како да кажем, тврда една претпоставка дека центарот всушност најверојатно е токму Бонче и Висока. Висока со таа монументална градба од големи камени блокови и Бонче со една голема кралска гробница, која што и до денеска не е идентификувана, односно не е идентификуван покојникот кој што бил во незе, а сосема е, мислам, недвојбено дека во незе почивал крал. Димитриевски вели дека пелагонците како ентитет се изгубиле за времето на така наречениот лажниот Филип, кој започнал војна со римјаните. Според мене, народот не е изгубен, значи тој е тука некаде. Може би и ние носиме нешто од тоа денеска, меѓутоа се изгубило како ентитет, како идентитет, да речам, пелагонски, се изгубило во мислам. Значи, ова е една добра предпоставка, би рекол, во времето на Филип Андриск, односно лажниот Филип, кој што се појавил 151 година пред наша ера, значи после римското освојување на овој простор, и крeva востание за ослободување на Македонија, представувајќи се како син на Филип VI, син на Филип II и така натаму. И сега тој крeva големо востание, римјаните тоа ги предизвикува премногу, вложуваа нови сили за да го покорат тоа востание и во 146-та завршило, дури и до 142-та има некои последици, меѓутоа во 142 година комплетно е завршено тоа, како да кажам, обид за ослободување на Македонија од римјаните. И тогаш мислам дека се случил тој момент. Предпоставувам дека во тоа востание многу учесници имало од просторот на Пелагонија, па дури можеби од градот Пелагонија, од центарот на Пелагонија. И моја предпоставка е дека веројатно тука некаде лежи и причината за исчезнувањето на тој град, на центарот на Пелагонското кралство. Инаку еден од главните докази за постоењето на градот Пелагонија е кралската гробница кај селото Бонче. Таа е во форма на круг, направен од камења во неколку редови. Има ходник или дромос, кој пак што води до главната погребна комора, каде според претпоставките бил погребан некој од пелагонските кралеви. Низ вековите сводот на главната погребна комора бил урнат и таа е сега подложна на голем број атмосферски влијанија. Кога врне дожд, целата гробница наликува на еден огромен базен. Исто така, во катастрофална состојба се наоѓа и ходникот, и сводот на ходникот кој води до оваа главна погребна комора. И постои опасност сводот во секој момент да се урне. Затоа е потребно да се пристапи кон итна конзервација и реставрација на овој значаен објект. Димитриевски вечерва исто така го отвори прашањето за пелагонците од еден историско-митолошки аспект. Евидентно е од археолошките податоци, па и од историските скудни податоци, дека Пелагонското кралство едно далечно минато постоело, неопходно е да се иницира, да се поттикне негово враќање во сферата на науката, на културата, на општо на човечката цивилизација. Бидејќи според нас,
или според мене, ајде да кажам, она што можам да го видам, да го согледам како сознание или како согледување, то неговите корени треба да се бараат малку подлабоко, некаде во бронзеното време, па дури можеби порано. Пелагонија е преполна со култура и можеби токму една организирана форма на заедница, на пелагонска заедница, на заедницата на пелагонците, значи етничката група пелагонци исто така ќе биде тема вечерва. Треба да се бара некаде во тие времиња. Од митолошки аспект може малку да се насети дека, споменувајќи се, да речеме, Пелагон или пелагонците во кај постарите автори, дека Пелагонија како област, но и како заедница, се граничи со на време на создавање и на геологијата од аспект геолошки и на културата од аспект на појавата на културата на овој простор. Значи, во бронзеното време се споменуваате во еден епот Илијада на Хомер, Пелагон, епонимот Пелагон, кој што всушност е епоним на повеќе племиња, на повеќе етнички заедници, меѓу другото особено на пајонците, кои што и самите вика Страбон или некои од постарите автори се нарекувале пелагонци. Инаку според археолошките истражувања и податоци кои што може да се извлечат од нив, градот Пелагонија се простирал на неколку десетици хектари. Долниот дел се наоѓал во близина на селото Бонче, а горниот дел на врвот Висока. Таму, според истражувањата, може да се наоѓа некој вид на светилиште или пак резиденцијален објект. За да со сигурност се утврди дали на овие простори на вистина се наоѓал градот Пелагонија, потребно е да се пронајде некој епиграфски споменик на кој што ќе се наоѓа името Пелагонија.